Ви си има десено од некој да слушните ненадејно дека некое трето лице неочекувано е болно од некоја болест. И наеднаш ќе се заинтересираш шо било, како било. И ќе ти кажи, па не знам, му се вртеше така наеднаш. И то не многу помалце. Пример, на сабајле кој ќе станеше од спиење. И не јадеше многу. И си викаш, па чекај бе, и мене то ми се дешава во последно време. А знаеш дека и на дедо ти му беше така пред да умри. И одма почвиш, леле, не ми јарно, ќе си бегам. Тоа е хипохондрија. Абе, и дур те болеше коленото, си мислеше, абе, то не е ништо. Но од кај знаеш тие симптоми во шо можат да прераснат? Дури и најмалите симптоми да ти се јават, ти веќе го фати возот. И немат враќање. Леле, и завчера зап ме болеше и кузнитка е болката, може да е во коренот и да се прошири, ти не дај Боже кузнитка е може да фати удолу. Кој знај чомој да ти се деси, ти дали за таа болест имат измислено лек? Еднаш се сеќавам ко бевме мали, ко го виквев другар ми за да излезиме надвор и ко ми отвори баба му ми се накашля вака в лице. И малце ко да ми потплюкна и то можит внатре си тлеело и сега кузничо можит каква инфекција да е настаната внатре. Или кузнајк можит заш не ги стружев петициве во капење последниве неколку дена и то можит од самото тоси се имат проширено нагоре. И уште пред да правиме муабет некако ко да подосејквев, ко да ме подболвит глава. Еве и сега и во говоров ми се манифестират, а и многу јадам во последно време. Леле, може ти холестерол имам добијано. Кој ќоиш на лекар и таму докторот кој ќе ме прегледат, кој знај може туш колку болести ќе ми најдит. Или може поубаво е да не одам воопшто, да не мрдам. Не знаеш што да правиш? Поубаво да се среди дуре уште недоразвиено отколку да чекам. Леле, зошто чекам секогаш толку многу во животов? Кој знај од кога ми е ова настанато? Може ако реагирав побрзо, ова вака немаше да ми биде настанато. Многу сум неодлучен, плюс и психички сум некако преоптоварен, а во последно време и мислам дека халуцинирам. Посебно ако испијам 2 кафина горки на сабајле едно по друго. И ако се загледам серии на телевизија, душичево многу ми е оптеретено и после не можам да заспијам. И си викам ко нешто да не е во ред со мене и ќе седнам, ќе зеам портокалчиња да изљупам, ама и некако и тие не ми се вкусни во последно време. Дали дека ги имам изгустирано или дека многу С витамин внесувам. Имам читано на интернет дека ако внесвиш многу С витамин во организмот и мој да не ти се засирви крвта и тогаш не дај Боже да се пресечиш. Понекош се осеќам ко да сум од све болен, жими се. Море ќути поубаво да не се колнам, заш може да се оствари и после не требаше полеп да одам од пократкото сокаче. Таму секојаш ме пречеквит она мачкиштено црно од комшине. Единствено убо досега е што ги откажав цигарите. Так. Ама кузни ти то дали е убо. Може не е убо наеднаш да престаниш. Не знам дал да запалям една да си ги смирам живциве. И овие шилциве во вратов ме болет, ама од то знам дека немат многу гајле. Хипохондрија е момент кај што осеќаш дека ги имаш сите болести на светов, а уствари ништо не ти е.